ќе зборуваме за инклузија, емпатија, видливост, вредности без кои што нема здраво општество. Наш гост е на човек кој со својата работа и личен ангажман со години ја менува перцепцијата за аутизмот кај нас. Станува збор за космонаутко. Така ќе кажам по потоа Денис Јанкуловски. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, благодарам на поканата и веќе навистина е време космонаутко да го регистрирам јас како да, па не, ама ајде, не знам што треба, веројатно ете, ова може да е иницијатива. Но нема некој храбро што би го украл тоа како авторско право. Да, да го украде, не е проблем. Би си направил штета на себе. Не е проблем, да. Благодарам на поканата уште еднаш, секогаш ми е задоволство овде. Так. Имаме одличен повод за вашето денешно гостување, односно веќе сте дел и од универзитетски учебник Граѓанска и политичка партиципација, односно тука е вашето препознавање од општеството како голем хуманист и активен граѓанин, па од колкаво значење е сето ова за вас и за работата која што досега имате оставено зад вас и сите идни цели кон кои се стремите да ги остварите? Само како пример ќе ви кажам, еве, нели има период кога ќе го забораа малку тоа, ќе имаш други активности, сето тоа и кога ми кажавте за гостувањето и за прашањето за ова, и веќе почна повторно емоции да се јавуваат, затоа што навистина е големо, огромно за мене е навистина нешто големо, нешто што е прво што значи дека е вреднувано сето она што кажувам јас, меѓутоа ќе правиме муабети понатаму дека тука јас е всушност голема армија, не е само јас во целаа приказна, меѓутоа еве за мене е навистина нешто огромно. Вреднувано е сето тоа што е направено. Исто така представува и голема обврска. Прво, обврска кон самите ценети професори кои што ете процениле дека Денис Јанкуловски, односно и таму космонаутко, нели, треба да стои во учебник, нешто што ќе го има, ќе трае континуирано. Обврска особено кон сите оние семејства, сите оние деца, јас често веќе и другарчиња ги кажувам сите, да продолжам онака како што најмалку со исто темпо да продолжиме заедно да менуваме, ете колку што можеме на некој начин да направиме некои вредни промени, така да пак ќе кажам, значи немам зборови, не можам да го опишам чувството во учебник. Така. Кога зборуваме за аутизмот, која е најголемата заблуда што се уште постои кај јавноста? И кога го договаравме ова интервју, нашата желба беше да опфатиме повеќе сегменти и на крајот да резимираме што постигнавме досега сите заедно како општество. Да. Затоа и го поставам ова прашање. Која е најголемата заблуда? Па има повеќе заблуди. Секоја веројатно нема некоја која е најголема или најмала, веројатно сите тие малку доведуваат до една нејаснотија. Од искуство, да речеме, од јас што имам видено, една од, да речеме, прво дека не можат ништо да направат. Тоа не значи, нели, аутизмот е спектар. Тоа не е секој ист. Сите лица со аутизам се индивидуални и сите си имаат различна карактеристики на таа тема. Што значи не дека не може никој ништо од нив да направи. Се докажува дека некој може да свири, некој не може, некој може да рецитира, значи сепак има разлики во тој поглед. Потоа симптомите, манифестациите, тоа не значи дека кај сите деца и кај сите лица со аутизам, затоа што нели веќе и возрастни има, не се само деца, дека сите имаат исти карактеристики и веднаш ќе препознаеме и ќе генерализираме да ова е аутизам како дефиниција и веројатно една од најголема заблуда, ако може како најголема заблуда е дека тие не чувствуваат или немаат емоции. Пак ќе кажам од моје искуство, веќе долгогодишно и со запознавањето со многу деца, многу лица со аутизам, тие имаат емоции, имаат голема количина, едноставно неброена количина на љубов. Различна е манифестацијата на која што тие го покажуваат сето тоа. Јас често кога има некои вакви муабети го споредувам со дома кај мене. Јас имам две деца, двајца синови, возрастни се веќе, меѓутоа од секогаш се различни. Значи различно манифестираат некои работи. Затоа кажувам, меѓутоа ги имаат емоциите, ги имаат љубовта и сакаат да ја споделат. Така да ако продолжиме натаму, ќе има уште многу веројатно заблуди, меѓутоа мислам дека една од најголемите е дека тие не чувствуваат, односно ако не гледаат, дека не слушаат. Апсолутно се тука и присутни. По мене. Така.
Веднаш на самиот почеток потенциравте дека сите успеси постигнати досега, а и промените кои што се направени во општеството, не ги препишувате лично само за вас, туку и на некој начин признание на заедницата која што вие ја застапувате. Меѓутоа, што досега се променило кон подобро и како децата со аутизам живеат во нашето општество денеска, после колку години веќе активно се занимавате со това? Во однос на како живеат децата со аутизам или еве секојдневие некој, ако може да се каже, пак ќе го свртам, ќе го кажам она дека сите се различни и не може да се каже и да се опише еден ден. По мене можеби многу тесно поврзано и веројатно треба малку повеќе да зборуваме во однос на како живеат овие деца со тоа како е секојдневието на родителите, односно старателите, односно семејствата. Затоа што е многу битно да се знае дека не е се розово, не е се прекрасно дека тие стануваат, си шетаат, си уживаат во природата, него едноставно живеат во борба, буквално секојдневна борба. Борбата е со состојбата дома од една страна. Меѓутоа, кога ние би помогнале на некој начин, и за тоа ќе зборнеме, кога би нашле начин како да помогнеме да оставиме да се концентрираат на таа борба дома што ја имаат, односно кон состојбата, односно кон своите најмили, тогаш ќе им ја олесниме секојдневната борба која што доаѓа и која што всушност тие се борат на 100 места, 100 воени полиња, како да наречам. Блиското семејство, прифаќањето, односно почитувањето на нивните најмили од семејството, средината, комшиите, населбата, градот, државата, општеството, институциите, значи може да се реди и да едноставно да се види дека тие стареат во борба. Нивните деца растат, тие стареат во борба и едно од главните прашања кои што го поставуваат, на кое што мора сите ние да дадеме особено внимание, кои ќе речат што после нас, тоа е најболното прашање. Ајде тука да ги споиме двете прашања предвидени околу тоа каде системот помага, каде најмногу потврла, бидејќи веќе ги споминавме родителите на деца со аутизам. Каде од системот може да ја добијат најголемата поддршка, токму и тие луѓе? Во однос на каде помага или еве каде потфрла, јас ќе кажам, да речем со цела одговорност, дека по мене многу повеќе потфрла отколку помага. Не дека нема помош. Помошта, да речеме, еве гледаме од една страна, пак ќе го кажам тоа како еден вид, како некое индивидуално решение, во смисла некој градоначелник, некој шеф, некој директор на некоја градинка, школа или не е битно, имаат можности на било кој начин, не навлегувам во тие причини, имаат можности да отворат сензорна соба, во тие училиште има пристапна рампа или институции. Меѓутоа тоа не е сегде така, за жал. Тука е тоа што може и што треба општеството, односно државата да направи многу повеќе. Главното, за да нешто ние направиме, пак ќе кажеме генерално, ние како индивидуалци, медиумите и тоа ќе го кажеме и општеството, сите сме општество, за да го направиме сето тоа, ние треба да го поставиме прашањето кон семејствата. Што ви треба вас? Не да предпоставиме. Значи, јас можам да предпоставам дека вас ви треба нешто црвено пенкало, а вие имате зелено, затоа што зеленото побаво пишува. Малку го поедноставувам. Точно е тоа. Да, тоа е тоа. Да, па навистина тоа е, сето е така и јас можам да го донесам црвеното, вие ќе речете без врска, што ми донел црвено пенкало. Меѓутоа, тоа е тоа што општеството мора да има разбирање, мора да ги слуша, да ги почитува, да ги вклучува во одлуките. Значи, пак се сведам на тоа, не треба државата, не треба институциите да предпоставуваат што треба, да го вклучуваат поединецот пред се семејството. Потоа тука сме, не само јас, има едно чудо, да речеме, веројатно и подолго вклучени и со повеќе информации, со повеќе можности. Не сме сите исти, нели? Јас на овој начин функционирам, некој функционира на друг начин и можеме да дадеме придонес. Меѓутоа, сето тоа кога државата ќе слуша, нема да се сведе се на локални парламентарни избори, тапкање по рамо, ве сакаме, ве гушкаме, почитуваме и сето тоа последен пример е новогодишниве празници каде што семејствата се
беа крајно незадоволни, со право дека не добија додаток. Мислам дека беше тој додаток кој што многу значи за време. Тој значи секој месец, секој ден, а особено во празници. Така да тоа е тоа, гласот на родителите, односно на семејствата да се слуша. По мене тоа е најбитно. Председател сте и на Сдруженијето за аутизам, кое што функционира и активно работи во текот на целата година. Меѓутоа, во исто време, многу препознатлив инклузивниот настан кој што се случува во градскиот парк, па прашањето ми е колку континуираното работење заедно со ваквите символични настани ја подигнуваат свеста и помагаат во мисијата која што имате. Многу. Кажам од моја, односно од наша перспектива, со оглед на тоа бидејќи веќе ја планираме 7-ма школка оваа година, здравје Боже, ќе дојдеме, ќе кажеме, ќе информираме, ќе повикаме. Првата школка е направена 2018 година, мислам дека имаше можда 5-60 деца, последната школка беше со веќе 1200 деца присутни, кои што знаеме дека поминале, дошле, се забавувале. Кажувам деца, затоа што тука сите особено не радува, затоа што секој настан кај нас е инклузивен. Тоа значи дека се вклучени деца со и без атипичност. На школка сите се деца. Школка покажува, прво школка за мене е место каде што има љубов. Значи, и од таму веќе се опфаќа тоа. Покажува овој настан на школка, нашиов, и многу има други настани кои што ги прават и други луѓе, покажуваат дека сите деца без разлика на различноста која имаат, имаат можности, сакаат да играат, сакаат да другаруваат, сакаат да бидат заедно со други деца. Основното е да бидат заедно и да растат заедно. Ние сме тие кои што треба на било кој начин да им го овозможиме тоа. Јас, односно аутизам, односно таа цела армија на истомислители, сме го нашли овој начин. И тоа не значи дека има ситуации на кај што ќе ми речат ние не можеме тоа. Не мора вие тоа да го правите, значи секој треба да го најде својот начин на кој што може да помогне. Како ќе го направиме тоа? Ако прашуваме, ако дознаваме, ако се информираме. Значи ако никој не се родил учен, јас не сум знал, јас од секој пат сум растал во средина каде што имало различности, не сме знаеле што е Даунов синдром, го гледам Маце, го гледам Мише и такви ликови, не знам зашто се работи. Меѓутоа, прашувам, се интересирам и затоа кажувам, не е страшно да не знаеш, страшно е да не сакаш да дознаеш. Така да има можности, само треба желба и иницијатива. Неодамна Мател ја представи првата Барби со аутизам, па би сакали малку и за оваа тема, дали ваквите символи како аутистичната Барби навистина може да придонесат кон поголемо разбирање и прифаќање или тоа е само еден почетен чекор? Па претпоставувам дека е од една страна почетен чекор, сега малку ќе кажам дека во ред е сето тоа од една страна, без разлика, значи дали некој ќе рече ова е комерцијализација, ова е нешто вака така, без разлика, ете се обиделе, направиле нешто во сето тоа. Прочитав дека Барби имаат направено и кукла во количка, во инвалидска количка и слични атипичности, односно различности. Меѓутоа, она што кога ја читав информацијата за оваа Барби, пак ќе се навратам на она што го кажав на почетокот дека секој аутизам е различен. Значи, во ред е од една страна да се направи пробивање за пристап до општеството преку Барби. Меѓутоа, она што би требало веројатно натаму да се работи е да им се укажува на по мене прво ова Барби и се она што ние го правиме сите други, целна група се всушност децата кои што немаат атипичност. Пишува таму дека тука ќе се препознаат лицата со аутизам, меѓутоа целната група се другите всушност да прифатат, да почитуваат преку играњето со таа Барби, да дознаат со семејствата, родителите, наставниците, учителите, да дознаат дека има лице кое зошто носи слушалки, има таблет. Пак ќе кажам конкретно за оваа Барби, иако тоа е пак еден спектар. Сега не може веројатно сите спектри да се опфатат, меѓутоа ете како иницијална каписла, како добар почеток. Ви благодарам многу што бевте наш гостин утро во Македонија наутро. Секогаш е чест да се разговара со вас. Јас малку и ќе излезам од рамките на професионализмот и навистина ќе кажам дека треба да ги чуваме луѓето како вас. Ова го кажувам и од човечки аспект, бидејќи навистина ово општество заслужува да оди напред само преку
корите што вие поединците ги правите. А наше е да ве следиме и еве јавна благодарност за тоа. Благодарам на вистина и мене и на сите ни значи ово, особено поддршката и заедничката борба преку медиумите, она што сакам да го порачам до сите наши другарчиња, сите без разлика дали се работи за аутизам или за некоја друга попреченост, е дека јас како космонаутко и целиот екипаж на Гушибац секогаш сме тука за нив. Тоа да го знаат.